да почна с това. Значи, како што кажа, во 2006 година, од март до 31 декември 2006 година, втори знак, се вработени 14.000 830, кои што вие видели дека се администрација. Официјално. Најголем дел од вработените се остварени во преработувачката индустрија 6.212 и 47,9%. И во трговијата 5.362 или 36,1%. Потоа следуваат сообраќајќи врските, градештвото, хотелите и рестораните. Министерството за труд и социјална политика оценува дека реалните финансиски ефекти од спроведената загуба изнесуваат купно околу 1.306 милиони денари, односно 21 милион 40 евра. Едно вработување по овој закон државата чини просечно по 88.000 денари или 420 евра. Имате ништо да дадете на ова? Да, овие се администрација, така? Тие што се работени во сообраќајот и врските, преработувачката индустрија, во трговијата, во хотелите, рестораните и калнерите, сите се административци. Тоа го кажате? Авај проверете нешто пред да станите, 100 пати имам речено да ова говориш. Така било? Да. Ајде, можете да проверите другите официјални документи. Што се однесува до господинот Милошевски, исто како првата дискусија. Вадите тези кои што никој не ги спомена. Кој кажа дека овие вработувања се нереални. Тоа не кажа. Се цитирам сами себе си. И за првиот Бранков, и за вториот, и за третиот, така го нарекувам Бранков закон, вработувањата се реални. Ама на толку рок се покажа неодржливо. Дека се фиктивни. Не признавам сега Корешки Караважевска, признавам што е првата дискусија која ми беше. Слушајте. Тоа е. Значи ова што кажете како статистика не е реална цифра. Биле затворени и за фабрики. Да, беа затворени. Транзиција го нарекува, така? Јас знам за ница фабрики што беа затворени во времето на ВМРО да помане. И моментот сега, за првиот да не правим муар, шикерара, ивара, трикотажа, пениска. Конингтон исто нашу. Конингтон си замина, испакува куверите, 300-400 работели, а може да повеќе, што јас бидам на Јоки. Шведската млекара со која беа оштетени над 5.000 земјоделци од Планина, текстилниот комбинат, Саитис. Ако се разпини од това дискусија. Епа, председателите некој друг се разпини. Ама ти се разпини. Добре си, сешто анализа на сите говори. Синтеза да ставиш најсетно. Ние сакавме да вратиме, вие сакавте да вратиме делови во транзиција, не знам што правил, како правил се да сама. Сега, оно е суштинското, што никако не можете да го разберете, дека на власт е во различување за вас. Не се работи, се зборува. Секогаш за власта. Немојте погрешно да е за вас како луѓе или за вас како едноставно денес се најдете на власт. И туку затоа се зборува за ВМРО. И најнормално е, кога утре ќе се смени власта, се зборува за таа друга власт. Нема бегање од тоа.